Бевме исплашени утро во Сивана, бидејќи поучени од искуството, секој пат кога крахира јавниот сообраќајен превоз, крахира и протокот на Скопје да се пристигне од А до точка Б, меѓутоа добро е сега, засега, барем првите половина час ќе ги реализираме со сигурно. Какви што очекувавме, ни пристигнаа гостите во студиото и ја реализираме нашата утринска тема. Да, па ајде вака. Прашањето студентски живот, борба за просек, за стандардно и за нормални услови во студентските домови. Според последните информации кои што пристигнаа и до наша редакција, вели лошите студентски услови и неатрактивноста на државните факултети се само дел од причините поради што младите ги избираат и понекогаш и странските универзитети. За жал, и тоа се случува. Иселување, поточно екзодус, тоа го потврди и последниот ревизорски извештај и токму на невладиниот сектор. Според нив за една деценија државата изгубила 7000 бруцоши. Најголем губитник се државните универзитети, каде што бројот на студенти се намалува за 5000. Во последните 8 години пак од Македонија годишно мигрирале по околу 2500 млади со високо образование, со што ја рангира земјава на високо пето место токму во Европа. Да, тоа се податоците кои што се алармантни, да кажеме, но исто така е алармантни она кое што го гледавме и можете да го слушавме изминативе денови, можете да го видите и преку овие инсерти кои што ги забележа камерата на Телма, а сите тие потекнуваат од студентскиот дом Пелагонија, за кој што имавме можност и да слушнеме и да видиме дека студентите таму живеат во катастрофални услови и се снаоѓаат за да се изборат за основни услови за живот и да ги убават сите оние неопходни хигиенски потреби, а се знае дека фокусот на студентите треба да биде токму во образованието и она кое што тие го имаат за учење, но тие се приморани да размислуваат како ќе го поминат денот и со што се соочуваат во едно секојдневие. За оваа состојба во студентскиот дом Пелагонија и она кое што се најавуваше од министерката за образование дека тоа за неколку дена ќе се реши, до каде е решението, дали има решение, што е онако на кое што се надеваат студентите во иднина и генерално апелот и пораката како и целта која што има Универзитетското собрание на студенти при Универзитетот Свети Кирил и Методи. На оваа тема зборуваме токму со заменик председател на Универзитетското собрание на Универзитетот Свети Кирил и Методи, тоа е Ана Шуповска, и Јане Кицев, председател на Совет на станари на Пелагонија. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Се снајдовте некако ни сообраќајот низ скопските улици ова утро. Предизвикувачки. Што е една главна точка за студентите, ми ги да, вие студентите сте навикнати на тоа, иако еве вака можеме да се насмееме, не е за смеење, апсолутно секојдневно да се соочувате со тие нервози и сето она кое што меѓу другото во студентскиот живот представува еден голем предизвик и не е така едноставно, па затоа сметаме дека утринската тема денеска ние соодветно да може да ги, нели, информираме гледачите, но и малку да позборуваме за тие предизвици. Ајде ќе почнеме, Јане, со тебе, со оглед на тоа што ти си председател на Советот на станари на Пелагонија, а студентскиот дом Пелагонија е денеска во нашиот фокус заради условите. Имавме можност да тоа го видиме, а читавме исто така и дека ако зборуваме за загревање вода во тенџериња за да може да се истушираат студентите, потоа за жал понекогаш и инсекти во храната и сите тие детали кои што таму ги кажуваат студентите, ева може вака од прва рака информации да добиеме како се живее таму, ако воопшто може да кажеме дека тоа е некаков живот. Или вистинската борба за живот. Да, прво благодарам за поканава. Мило ми е да зборам на оваа недела најактуелна тема што се збори низ медиумите, да. Медиумиве. Да. Па вака, студентскиот дом за нас што сме станариве таму е како втор дом. Да. Сега како дом треба да ги задоволува некои услови, како што е хигиена, храна, грејење, топла вода. Најнормалните животни стандарди за еден студент да може да ги покаже резултатите. Но во реалноста сме многу, да речем, подалеку од тоа. И сега како главна тема издвојувам и најголем проблем е топлава вода. 21 век ние збориме за топла вода. Да. И сега ние како Совет на станари активно сме вклучени и бараме решение да го решиме проблемов. Значи пробуваме дали со појачување на грејачи, со замена на водни пумпи и све тоа, но ете, доаѓаме до решение и на ќе кажам изговори дека студентскиот дом е со полн капацитет, дека болериви не може да постигнат и така натаму. Но јас сум уверен дека решение мора да постои. Ете, бараме помоши од Министерството и од надлежните, барем, не знам, дали да се појачат болериве, да додадеме болери,
Да. разбирливо е дека не може да постигнат, но не е разбирливо дека нема решение. Нема решение. Да. Именно да, колегата Стоте Трајков направи фантастичен прилог кој што ги прикажа за жал лошите услови во Пелагонија. Министерството за образование, поточно министерката, и сподели дека дел од студентските домови како Стив Намов и така натаму веќе подложат на некаква реконструкција и така натаму. Што се случува со Пелагонија? Дали има најава и зад камерите веќе спомнавте дека е назначен и нов ВД директор? Бидејќи министерката рече дека ваквите лоши услови веројатно се резултат на претходното владење на оној кој што бил директор на Пелагонија. Сега, јас не сум тука да зборувам за дали кој како работел во минато, но ајде да кажеме од севкупното работење на сите нас. Сега, од вчера е назначен нов ВД директорка, внатрешен член во управата доле, и јас си честитам и посакувам, како и досегашна соработка, да не испадне во пресред и да ги решиме барем основните проблеми. Не бараме кој знае какви услови, бараме едно нормални услови за живот. Да, со оглед на тоа дека вчера е донесен новиот раководител, поточно, дали ќе имате директна среда, иако знае за проблемите со кои што се соочуваат студентите, поточно вие во Пелагонија, студентскиот дом, дали имате конкретно со неа средба за да можете да ги донесете по плаките, да ги адресирате вистински до неа, за да може да се ревидираат условите во Пелагонија? Видите, некако совет сме секојдневно доле и соработуваме со сите, има раководители од сите сфери, секојдневно комуницираме со нив. Пренесуваме поплаки, жалби, но се се сведува на тоа дали има услови да се подобрат, дали има средства домот како дом за да се средат тие проблеми. Да. И често наидуваме на затворена врата, нема средства. Ова се, еве, во овој момент ги гледаме всушност и дел од инсертите. За жал, ќе потсетам дека иако камерата на Телма се обиде да влезе внатре во студентскиот Пелагонија за да се снимаат, за жал, овие услови кои што ги гледате сите на Телма телевизија, за кои што се жалат студентите, за жал не успеа камерата. Кога влегла токму нашата камера, рецепцијата изјавила дека ќе мора слободно да се движиме и да снимеме се што сакаме, но сепак од правниот сектор изјавија дека нема да биде дозволено, па така што ова Телма успеа барем нешто да го екранизира. Да, но затоа еве вие сте тука да можеме да малку и позборуваме пред со Ана, да се префрлиме на оно на кое што се насочува Универзитетското собрание кое се бори за доброто на сите студенти. Ја уште кратко со вас во однос на условите кои што ги има, односно не условите, нехумани услови за живот. Ако е тоа описот дека кога зборуваме за основните потреби, храна, каков е квалитетот на храната? Ако се споменува дека од време на време може да се најде инсект во храната, тогаш зашто понатаму може да се дискутира тоа? Значи дали основната. вопшто, да. Понатака велите стаорци во тоалетите. Значи дали вистина се соочувате со во секојдневието такви гледки да тоа е едноставно ако вие сте студенти тука и треба да престувате во студентски домови, како би вложували или би добивале резултати во образованието ако се занимавате со лебарки и стаорци? Точно, овде потпуно ме поддржувам и мојот став е дека ако вложиме во студентскиот дом и се подобрат условите, вложуваат фактички државата вложува во еднинава. Ние сме еднинава на оваа држава и секојдневно збориме за студентски стандард, а студентскиот стандард е гледате на кој ниво паднат. Така да не знам што повеќе би зборувал. Не знам и студентите на Пелагонија, мислам се доволно запознаети, се трудиме максимално да подобриме што можеме сега. Што најчесто си зборувате со останатите студенти? Со оние кои што нели вие Да. како претседател на Советот на станари на Пелагонија го дискутирате? Какви се нивните, да речеме, тоа е веќе изразување на револт, незадоволство, па дури и гнев кој што не треба да има кај млади луѓе, како рековме, младите се едината, но не е само тоа реченица која што треба да ја употребуваме како таква. Да, јасно. Па често студентиве се, како што кажавте, разочарани и тоа премногу. Ја ги разбирам и јас исто, јас ги, да кажам, уживам истите проблеми. Да, затоа што како дел од Така да активно работиме. Јас се трудам како еве лично за мене да и заедно со останативе членови на Советот да подобриме што можеме, за барем следниве после нас што ќе дојдат да не се соочуваат со топла вода, со храна и слично. Моментално во Мензова сме на залихи. Да. Ако не се назначише нов ВД директор, ние бевме на залихи. Да. Јане, твои сограѓани и колеги, нели идни кои што ќе бидете, дадоа некои оцени конкретно за некои студентски домови. Еве ти како би го оценил студентскиот дом Пелагонија од 1 до 10? Велат даваат највисока оцена за мебелот, најниска за техничката опременост во домовите. Велат и дека поради
овие може би недостатоци, оние кои што треба да ги имаме, нели, квалитетни стандарди и нормални услови во студентските домови, како може би и поголемите универзитети широм светот и во Европа, велат дека трошоците им се зголемуваат поради можно токму овие лоши општи услови кои што ги имаат домовите. Претпоставам дека штом ги немате стандардните услови како прехрана и така натаму, ќе мора дополнително од својот джеб да се дадат пари за да се нахрани студентот, не знам, да се искапи некаде и така натаму. Баш на овие нешто се вели. Да. Зголемени ли се трошоците? Зголемени се, да, према. Ама сега ние се бориме заедно и со Универзитетското студентско собрание и секоја чест за секојаш отворената врата од нивна страна. Значи, Министерството да се заложи малку повеќе и да ја зголеми давачкава, пошто сега плаќаме 50-50. Ние плаќаме пола покрива Министерството. Ако се избориме тоа да се покачи од страна на Министерството, да нашето да остане исто, пошто и нашево не е променето од не знам, 20 години. И сега разбирливо дека цениве нели се покачени, продуктиве, хранава се е покачено и домовите не може да функционираат. Одат на таа тема, дека нема средства, потребни се помош од Министерството и слично. Ке се трудиме да направиме што може. Но се разбира дека основните услови се задача кои што треба да исполнат надлежните и дека без оглед на тоа што и студентите треба да дадат она кое што е во склоп на тој договор, сепак главната работа и основните услови за живење на студентите во овие студентски домови се токму на надлежните институции, во случајот ако зборуваме за Министерството за образование и наука. Ана, малку се надевам дека се опуштивте, па може да позборуваме и со вас, ако нели ги споменаме останатите активности и сите оние залагања кои што ги прави Универзитетското студентско собрание. Актуелни сте изминативе денови со претседателот Александар за сето на кое што се случува и со кое што се соочувате како студенти. И ова кое денеска го имаме, почнувајќи од вчера и најавите за нели ваквиот крак на јавниот градски превоз, дополнително исто на терет на студентите кои што секојдневно функционираат кон факултетот и останатите обврски. Еве можевме преку анкетите да видиме од студентите дека каснат на испити, на колоквиуми и така натака. И за тоа се борите, имате своји барања, ќе го искористиме вашето присуство покрај што ќе го продискутираме ова за студентскиот дом Пелагонија и условите и за јавниот градски превоз и тоа што го бараат студентите. Од спроведената анкета што ја направивме изминатиот период, последните 2 дена, на анкетата одговорија над 3000 студенти и резултатите беа катастрофални. Незадоволството кај студентите е многу големо од јавниот градски превоз и ние, како што веќе знаете, дадовме ултиматум до град Скопје и до ИСП Скопје за подобрување на состојбата и веќе напоменавме дека ќе се приклучиме кон протестот во петок и се надеваме дека во следниот период град Скопје ќе излезе во пресрет и ќе ги подобри условите за студентите во делот за превозот и студентите ќе можат да стигаат на време на предавања, на полагање и така натаму. Претпоставам дека на ова ќе биде баш марш на едно повторно незадоволство, исто како што нели си го имате и односно сите го имаме и го чествуваме 17 ноември, поточно меѓународниот ден на студентите, за плурализам еден можеби кој што студентите треба да го воведат и да го имаат всушност како право. Што се можеби вклучува во барањето за унапредување на поквалитетен стандард некој за студентите? Имате некои конкретни барања, бидејќи сеќавам јас кога ние бевме студенти, секој пат сакаа да направат некаков си еквилибриум во својот живот, да имаат, да речеме, нели бесплатни или да се плаќа некаква партиципација за кино, за театар, за некои културни знаменитости кои што се случуваат така натаму. И реакцијата за акви нехумани услови во кои што во делот на барања, ние веќе имаме барање за промена на законот за студентски стандард, во делот на студентско сместување, како што спомна веќе Јане, врз база на извештајот од Државниот завод за ревизија, ДЗР, моменталната сума што се плаќа на домовите е 7000 денари. Пола од тие пари ги плаќа МОН, а пола студентите. Но реалната сума што би требало да се плаќа на домовите е приближно 15.000 денари, што е
дупло поголемо и ние бараме од МОН во иднина да одвои пари повеќе и За секој за студент секој поединечно? студент поединечно и да падне поголемиот товар врз МОН, да не биде на студентите, да не биде тој процента 50-50, туку МОН да ги земе поголемиот дел од процентите. Што се однесува до останатата состојба односно состојбата за живот и условите за живење во останатите студентски домови, согласно ова кој што сега го гледаме и го слушаме од студентскиот дом Пелагунија, реакцијата е исто жестока од страна на Универзитетското студентско собрание за тоа дека нашите студенти тоа не го заслужуваат. Да, ние постојано реагираме и постојано сме во комуникација со Министерството. Кога ќе се јави некој проблем, веднаш реагираме и до МОН и до сите институции кои што се засегнати. Така да... Се надевате ли дека ова новата ВД директорка на Пелагунија ќе ја среди можеби за краток временски период состојбата, можеби не во секој Целосно. Да, во секој сегмент, но ако зборуваме за ова со кое што е основна потреба, тогаш да се Па со досегашната соработка, таа е, како да кажам, една од со најголем стаж во домов и ги знае најдобро проблеми, дури повеќе од нас. Јас верувам дека ќе ни испадне во пресрет и дека можеби не се, но барем оно најосновно да го решиме. Да, чекор по чекор, за да можат студентите да се фокусираат на она што е нивна примарна цела, тоа е учењето. Ана, се придружувате, рековте, на утрешниот протест, петочно, за состојбата со јавниот градски превоз. Колку студенти ќе... И во колку часот? Па најверојатно ќе бидеме во 2 часот пред Стара пошта. Не знаеме колку студенти ќе дојдат, но еве ги повикувам, затоа што сите ние младите сме засегнати од оваа ситуација. Ги повикувам да ни се приклучат за секако да биде помасовно и да допреме До таму поголем каде број што студенти, треба. да бидете гласот, поточно крикот на подмладокот и генерално Да. студентите. Секој пат барањата и од наше време, од студентите биле предизвик можеби за секое министерство кое што го има нели својот нов мандат и студентските движења во минатото вистина беа двигател за многу општествени промени. Тоа ќе ви го посакаме да ги направите промените, ама секогаш да искористите телно и другиот медиум да биде вистинскиот нели глас, да се може да се адресира до вистинско место и ви благодариме што ни бевте денеска во утринска на Телма. Милане, кога Благодариме на можеме поканата. вака отворено да зборуваме за предизвиците, се со цел да ги решиме и пораката или апелот да стигне онаму каде што треба, бидејќи како што кажавме, приоритетот треба да се младите и студентите пред кои што е иднината, заради тоа што ако живеат во вакви услови, веројатно можеме да ја прогнозираме иднината која што не е толку позитивна. Како и да е, да бидеме еве пак оптимисти и да се надеваме дека условите ќе се подобрат за сите новости и ајде да речеме убави вести, да се надеваме ќе бидеме во можност така е. да нели сето тоа го пренесеме и во утринска на Телма. Ви благодариме. Благодарам.